Добро вечер. Дневник 2 на У2 телевизија. Иконата посветена на Свети Богородица Милостива, единствена од овој тип во светот. Екстерното тестирање во Охрид без поголеми проблеми. ПИОМ започна со реализација на проектот доставување податоци за стаж за плати на секој осигуреник. Разводите во Охрид во пораст, а во подем интересот за животното осигурување. Утрово хакерски напад на социјалните мрежи Facebook и Instagram. Циклонот Давид доаѓа кон Македонија и истиот носи вистинско невреме. Ова се само дел од настаните кои ги обработуваше информативната редакција на У2. Гледајте не. Иконата на Пресвета Богородица Милостива на која Исус има обетка на левото уво е единствена во светот. Екстерното тестирање во средните училишта успешно се спроведува во Охрид. Хакерски напад на социјалните мрежи Facebook и Instagram. Македонија е позната по доста средновековни црковни споменици. Така во Дебрце во црквата Свети Никола во село Велмеј има икона посветена на Пресвета Богородица Милостива. Единствена од овој тип во светот, каде што Богородица со двете раце го држи Исус кој на левото уво има обетка. На оваа икона се поклонуваат луѓе од целиот свет, а епитетот и го даваат Богородица Велмејска по самото име на селото. Колку се истражени црквите и иконите во Македонија, нема сомнение дека нашата земја има огромен број на вредни културно-уметнички остварувања од средновековните црковни споменици. Некои средновековни цркви од самиот Охрид и неговата блиска околина се уште непознати или недоволно проучени. Меѓу таквите досега непознати и непроучени средновековни цркви од Охридскиот крај е црквата Свети Никола во селото Велмеј. Ова е живописана икона посветена на Богородица Мајка и единствена од овој тип во светот, каде што Богородица Мајка во своите две раце го држи Синот Божи Исус Христос, кој на левото уво има обетка. Имено на фреската од Велмеј Христос е представен со изразито подигната глава и силно вперен поглед кон мајка си. Тој се обраќа кон својата мајка, а не кон верниците кои го гледаат, како во случај со многу други негови официјални иконографски модели. На преден план е Христовата испружена лева рака прикажана во момент на акција, за да ја прегрне мајка си, а во заден план е десната, спуштена рака со завиен мисионерски свиток. Пред 2 месеци имаше дојдено од Јапонија научник кој што бранел докторат на тема Богородица. Трагичниот изглед на Богородица со вперениот поглед кон Христос е вообичаена византиска иконографска содржина низ која се искажува мајчината болка, од сознанието за предодреденото идно жртвување Христово. Според членот на црковниот одбор Димче Андреевски, оваа икона е единствена во светот и пред неа се поклонуваат верниците од регионов и од светот. За иконата биле напишани многу докторски студии. Оваа недела се спроведува екстерното тестирање на учениците од завршните години во средните училишта. Во Охрид проверката на знаењата на учениците помина вообичаено. Екипата на У2 истражуваше како се одвиваше тестирањето во електромашинското средно училиште Свети Наум Охридски. Екстерното тестирање е предвидено да се спроведе од 26 до 30 јануари. Измина вториот ден од екстерната проверка на постигнатите знаења на учениците од завршните години во средните училишта. Матурантите полагаат 2 предмети, а проверката ќе се врши до крајот на неделава. Во Охрид тестирањето се спроведува во 4 општински средни училишта: Гимназијата Свети Климент Охридски, Средното угостителско туристичко училиште Ванчо Питошевски, Електромашинскиот училишен центар Свети Наум Охридски и ново оформеното училиште Свети Кирил и Методи. Во Електромашинското средно училиште Свети Наум Охридски, екстерното тестирање денеска се одржуваше согласно правилникот, и тоа во предвидените 2 термини, од 9:30 утрово до 10:30 и од 11 часот до 12 напладне. Значи оваа недела екстерно се тестираат, односно проверуваат матурантите, учениците од завршните класови, конкретно во нашето училиште, Електромашинско училиште Центар Свети Наум Охридски, екстерно се проверуваат 192 матуранти. Од она што е искуство овие 2 дена, можам да истакнам дека успешно се реализира овој проект, екстерното проверување на матурантите, немаме никакви проблеми. Од тестаторите и учениците засега нема некои забелешки, а околу тестовите учениците самите ќе се изјаснат за нивната тежина, додаде Цановски.
Прашањата за полагањето, како и распоредот за истото, беа однапред објавени на интернет страната на Државниот испитен центар, и тоа на македонски, албански и турски јазик, за тестовите за гимназиско и стручно образование за сите струки, насоки и предмети. И според учениците во ова средно училиште полагањето денеска помина во најдобар ред, со мали забелишки кои беа евидентирани. Прашањата беа во склоп со материјалот што го учевме. Полагав програмирање, екстерното помина во најдобар ред и немав некои посебни забелешки за тестирањето. Све беше во ред, англиски полагав. Беше се во ред, значи со прашањата имаше одредени прашања што беа со слики, а имаше и дел од прашањата што беа стварно со слики, ама имаше агли поставени, минимални, што не можеше да се запримети. Па се надеваме дека ќе сумирате грешки. По англиски полагавме, прашањата беа истите што ги учевме и тоа. Секоја забелишка се евидентира и се става на записник и ќе биде упатена до Министерството за образование и наука. Со процесот на екстерната проверка на постигањата на учениците ќе бидат опфатени вкупно 20.567 ученици од завршните години во 98 средни училишта, како и 3.923 наставници по повеќе од 2600 предмети. Резултатите ќе бидат објавени на 2 февруари 2015 година. Од 15 јануари Фондот за пензијско и инвалидско осигурување започна со реализација на проектот за доставување податоци за стаж и заплати на секој осигуреник. Синдикалците и работодавачите истакнуваат дека ова представува голем бенефит, затоа што одсега тие навреме ќе имаат увид во стажот, а не како досега кога ќе отидеа во пензија. Од Фондот за пензијско и инвалидско осигурување велат дека податоци за стаж и плати досега се доставени до 318.000 осигуреници. Навремено информирање за поголема ефикасност во донесувањето на решенијата за правата од пензиско и инвалидско осигурување. Фондот на пензиското и инвалидско осигурување на Македонија од 15 јануари започна да го реализира проектот со кој преку доставувањето податоци за стаж осигурениците ќе стигнат побрзо до пензија. Синдикалците и работодавачите се категорични дека проектот има голем бенефит за работниците, затоа што одсега тие навреме ќе имаат увид во стажот, а не како досега кога ќе отидеа во пензија. Тие истакнуваат дека ваквиот начин ќе придонесе за поголема ажурност и ефикасност во донесувањето на решенијата за пензија. Од Сојузот на синдикати на Македонија потенцираат дека ова ќе представува добра основа за брзо одлучување за правото и висината на пензијата, бидејќи податоците за стаж и плати ќе бидат целосни и точни. Оттаму напоменуваат дека измените се донесени по согледувањата на социјалните партнери, односно од потребата од зголемување на информираноста на осигурениците во врска со правата во пензиско и инвалидско осигурување. Од Сојузот додаваат дека преку измените кои социјалните партнери и економско-социјалниот совет оцениле дека е потребно да се направат, ќе им се помогне на работниците и на граѓаните да имаат ажурни податоци во делот на стажот на осигурување и плати за секој осигуреник. Работодавачите напоменуваат дека спроведувањето на проектот ќе предизвика определени трошоци за нив, но и дека се работи за позитивен чекор кој е во прилог на работниците. Од Организацијата на работодавачи на Македонија велат дека идејата е добра затоа што досега работниците кога ќе заминеа во пензија одеа во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, каде бараа да им се провери стажот, а од сега тоа ќе се прави на време. Од организацијата додаваат дека пред да почне процесот со електронското плаќање биле забележани одредени пропусти, а од сега сето тоа ќе биде минато затоа што работниците ќе може да направат увид и соодветно да реагираат до нивната канцеларија која е во контакт со фондот на ПИОМ. Во првата половина од годинава овие податоци ќе се доставуваат преку работодавачот, а од јули ќе се овозможи електронски пристап во увидот на податоците. За самовработените лица и за индивидуалните земјоделци ќе се доставуваат прегледите на адресата која тие ја оставиле при приемот во задолжителното пензиско и инвалидско осигурување. Доставувањето на прегледи со податоци од матичната евиденција на осигурениците ќе се врши 2 пати годишно, и тоа најдосно до 15 февруари и до 15 јули секоја година. Од 15 јануари фондот на ПИОМ доставил податоци за стаж и плати до 318.000 осигуреници. Изутринава корисниците на популарните социјални мрежи Facebook и Instagram не можеа да пристапат до своите профили во период од најмалку 40 минути. Одговорно за уривањето на социјалните мрежи ја презеде хакерската група Lizard Squad, кои се поврзани со терористичката група Исламска држава. Група вооружени мажи опалнаа денеска во хотелот Коринтија, во либискиот главен град Триполи, каде како заложници држат засега непознат број на лица. Има наводи кои не се потврдени дека станува збор за терористи на Исламската држава.
Сите корисници на популарните социјални мрежи Facebook и Instagram, кои сутринава во времето помеѓу 7 часот и 15 минути и 8 часот и 15 минути се обидуваат да пристапат до споменатите веб страни, добиваа порака со извинување, како и информација дека службите веќе на големо работат за да се отстрани проблемот. Мобилните верзии на веб страниците и апликациите исто така беа офлайн. Корисниците на Facebook на сајтот можеа да прочитаат: "Извинете, нешто не е во ред, работиме на тоа и ќе го отстраниме проблемот што е можно побрзо." Додека Instagram на Twitter објави дека се запознати со проблемот и дека работат на неговото решавање. Според Russia Today, за нападот на социјалните мрежи стојат хакерите од групата Lizard Squad, кои се поврзани со терористичката група Исламска држава. Хакерите од оваа група вчера извршија кибернапад и врз сајтот на малезиската авиокомпанија Malaysia Airlines. Покрај Facebook и Instagram, хакерската група Lizard Squad најверојатно ја хакираше и популарната апликација за запознавање Tinder како и HipChat. Меѓутоа, наспроти пораката со преземање на одговорност од страна на Lizard Squad, представници од Facebook за порталот The Verge изјавиле дека падот на веб страниците не е резултат на никаков хакерски напад, туку е резултат на промени кои тие ги правеле и кои впрочем ги погодиле нивните системи. Facebook има околу 1,25 милијарди, додека Instagram околу 300 милиони корисници во светот. Петмина вооружени напаѓачи нападнале луксузен хотел во престолината на Либија, Триполи. При упадот во хотелот убиени се тројца припадници на хотелското обезбедување. Маскираните напаѓачи го нападнале хотел Коринтија на тој начин што прво активирале автомобил бомба на паркингот, а потоа влегле низ урнатиот зид на хотелот, вели менаџерот на хотелот Хасан Алабеј, кој истакнал дека петмината маскирани напаѓачи влегле во хотелот пукајќи во воздух. Алабеј додал дека хотелот бил евакуиран пред напаѓачите да се сурат со обезбедувањето и да активираат автомобил бомба на паркингот пред објектот. Одговорноста за нападот врз Коринтија ја презеле борците на џихадистичката група Исламска држава во Либија. Во порака на социјалната мрежа Twitter, огранокот на Исламската држава во западниот дел на Либија напишал дека нивни џихадисти упаднале во хотелот. Во време на нападот во хотелот имало гости од Европа и од Турција. Многумина биле евакуирани како и дел од персоналот, но тие кои не успеале да побегнат сега се заложници. Напаѓачите се уште не изнеле никакви барања. Портпаролот на Агенцијата за безбедност во Триполи Есам Алнас изјавил дека престрелките со напаѓачите продолжуваат. Во Триполи бомбашките напади се честа појава откако во 2011 година започна граѓанска војна во Либија. Разводите за жал во пораст и во Охрид и тоа кај млади брачни парови. Најчести причини се неверството, недостатокот на меѓусебна комуникација, одвоен живот, а зачестена појава и семејното насилство. Разводот веќе не е табу тема и почнува да се прифаќа како нормална појава. Во Македонија, како и генерално во цела Европа, институцијата брак станува се почувствителна и краткотрајна, а разводите пак секогаш почести. Појавата развод е поприсутна кај младите брачни парови од Охрид кои неодамна стапиле во брачна заедница, а како најчеста причина се јавува слабата финансиска состојба. За жал, на подрачјето на општина Охрид, речам за разлика од 2013 година, во 2014 година е зголемен бројот на разводи, речам за жал, бидејќи таа бројка од година во година се зголемува. Разводот не е повеќе табу тема и се прифаќа како нормална појава и конечно луѓето си дозволуваат да живеат повеќе среќно сами отколку несреќни во бракот, без оглед на тоа што ќе рече околината или комшиите, изјавува адвокатот Ѓоко Шајн. Процедурата вообичаено трае 2 до 3 месеци, но сиот процес се одвива брзо, а и трошоците не се толку високи. Процедурата е поедноставна доколку брачните другари немаат деца, а доколку има деца, значи прво се гледа дали деца да се малолетни, доколку се малолетни, судот ќе побара мислење до Центарот за социјална работа по однос на доделувањето на децата и нормално плаќањето на алиментација. Професионалната позадина не влијае врз одлуката на овој чекор, вели Шајн. Според неговото искуство, недостатокот на комуникација кај брачните парови може да се јави кај секого, без оглед дали станува збор за адвокат, доктор, економист и слично.
Животното осигурување во подем. Културолошкиот поглед на граѓаните кои се осигуруваат се менува. Од осигурителната куќа Кроација осигурување за животно осигурување велат дека во Охрид бројот на граѓани кои го осигуруваат својот живот рапидно се зголемува. Полисата за животно осигурување е единствената со која граѓаните имаат двојна поволност, односно бенефит. Покрај осигурувањето имаат можности да штедат, велат од осигурителната куќа. Охриѓани се повеќе го осигуруваат својот живот. Директорката за управување и развој на застапничката мрежа во акционерското друштво Кроација осигурување за животно осигурување во Скопје, Зорица Поповска во телефонскиот разговор за О2 телевизија открива дека конкретно за Охрид бројот на осигуреници кои имаат и бараат полиса за животно осигурување е се поголем во споредба со минатите години. Охрид бележи двоцифрени стапки на раст за разлика од 2013 година. Бројот на нови осигурени лица постојано расте, па така во 2014 година бележиме раст на осигурени лица од 55,3% во однос на 2013 година. Единствено со полисата за животно осигурување граѓаните имаат двојна поволност, штедат и се осигуруваат во случај на болест. Со оваа полиса опфатени се доживувањето и смртта како ризици според кои се исплаќа премијата, објаснува Поповска. Она што е особено интересно, осигурувањето на живот, е тоа што сами граѓаните одлучуваат колку сакаат да штедат, односно сами ја креираат осигурената сума. Комбинацијата на осигурување на живот со дополнително осигурување од тешко состојби, осигурување од незгоди, така наречен пакет Кроација премиум, тој пакет програма се покажа како најдобра понуда за осигурениците. Кога станува збор за животното осигурување, културолошкиот поглед се менува и граѓаните стануваат се повеќе свесни за важноста од истото. Кроација осигурување има лиценца за полиси за осигурување на живот од 2005 година и оваа година ни е 10-та јубилејна, бидејќи премијата која ќе биде исплатена на осигурениците е околу 1.000.000 евра. Станува збор за осигуреници кои имаат полиси на 10 години, што всушност е минимален период кога станува збор за животното осигурување, објаснува Поповска. Снежно невреме го зафати истокот на САД. Досега измерената снежна покривка е 76 см, а најавите на метеоролозите се дека снежната прекривка би можела да достигне висина дури од 90 см. Откажани се околу 1800 летови. Граѓаните во паника ги преплавија супермаркетите. Градоначалникот на Њујорк Бил де Бласио ги предупредил жителите да не патуваат и да се подготват за најлошото. Источниот брег на Соединетите Американски држави зафатено најголемото снежно невреме во историјата. Вонредна ситуација е прогласена во Нью Џерси, Конектикат, Масачусетс и делови на државата Њујорк. Воведени се и ограничувања за движење на метроата во Њујорк, Џерси Сити и Бостон. Досега измерени се 76 см снег, а во некои предградија и повеќе, а метеоролозите предвидуваат дека поради рекордните врнежи, снежната прекривка би можела да достигне висина и до 90 см. Поради големото невреме и очекуваната снежна покривка, забрането е патување во неколку густо населени североисточни држави во САД, од Филаделфија до Њујорк. Воздухопловните компании откажале речиси 1800 летови, а Националната метеоролошка служба издала предупредување за снежната бура во северниот дел на источниот брег. Delta Airlines вчера откажа околу 730 летови, а United Airlines соопшти дека ги откажува сите денешни летови од аеродромите во Нью Џерси, Њујорк, Бостон и Филаделфија. Слични мерки за денеска најавија и American Airlines и US Airways и други авиокомпании. Градоначалникот на Њујорк Бил де Блазио и гувернерот на државата Њујорк Ендру Куоми издале предупредување во кое се наведува дека престојната бура може да биде најлоша која што граѓаните ја виделе досега. Ова би можело да биде најсилната снежна бура во историјата на овој град, изјавил градоначалникот на Њујорк Бил де Бласио. Тој додал дека жителите на Њујорк би требало да избегнуваат патување и да се подготват за најлошото нешто што досега го виделе. Њујорчани и останатите жители од истокот на САД ги преплавиле супермаркетите купувајќи ги најосновните производи во големи количини за да се обезбедат за како што се предупредени најлошото. Научниците предупредуваат дека снежното невреме е едно од најлошите во последните неколку години. Инаку најголемите снежни врнежи во Њујорк биле забележани на 11 и 12 февруари 2006 година, кога биле измерени 68 см снег. Сдруженијето на Срби во Охрид Коштана го прослави празникот Свети Сава.
На оваа слава се собираат околу 120 лица, па со богат ручек, песни и ора српскиот народ го прославува овој за нив голем ден. Во нашиот град има околу 600 до 700 срби, а поради тоа што голем дел од нив се со мешани бракови, не се разликуваат многу од македонскиот народ. На оваа свеченост присуствуваше и заменик градоначалникот на Охрид Ангел Јанев. И во Охрид се одбележа празникот Света Сава. Сдруженијето на Срби Коштана од Охрид по 8 пат свечено го прослави овој празник. Со ова се укажува дека и ние Србите сме со уставно загарантирано право да го негуваме нашиот мајчин јазик, историја и култура, истакна за гледачите на О2 телевизија Сречко Стојановиќ од Сдруженијето Коштана. Па мислам дека сме ние еден конструктивен народ, така што мислам воопште не се ни примеќа дека сме тука, затоа што ние во суштина сите сме со мешани бракови. Нашите деца одат во македонски школи и училишта, зборуваме перфектно македонскиот јазик. Ова е чисто колку да го одбележуваме дека постоиме како такви. Со многубројни гости, богата трпеза, песни и ора, србите си го честитаа овој голем празник. Во нашиот град има околу 600 до 700 срби. Кога организираме српска вечер, се собираме околу 300 до 320 лица, а на оваа слава во просек поминуваат околу 120 лица, истакна Стојановиќ. Тој уште додаде дека во Република Македонија се одржува и свечена академија по повод празникот Света Сава. Марија Младеновска за О2 истакна дека во Охрид е дојдена уште во 1961 година, а нашиот град го смета за втор Ерусалим. Таа е многу задоволна од тоа како е прифатена од македонскиот народ. Сиот мој живот го посветив на овој град. Работев и во образование, бев во многу здруженија, а сега сум и во Охридскиот хор, додаде Марија Младеновска. И толку ми е мило што живеам овде и сум презадоволна и од односот со граѓаните, ме прифатија многу убаво, а македонскиот јазик и песна и ора и се го научи преку фолклорот и преку дружењето. Чест на овој голем празник за србите им укажи представник од локалната самоуправа, заменик градоначалникот Ангел Јанев. Членките на Националниот сојуз на лицата со телесен инвалидитет на Македонија, Мобилност Македонија, деновиве во соработка со Сдруженијето на лица со телесен инвалидитет, Мобилност Охрид организираат дружење на ваквите лица на меѓународно ниво со цел да се разменат искуства и да се зголеми свеста на граѓаните за потребите на истите. Сдруженијето на лица со телесен инвалидитет Охрид Мобилност во соработка со останатите членки на Националниот сојуз Мобилност деновиве во Охрид организираат дружење на ваквите лица на меѓународно ниво. Односно, на оваа дружба во Охрид покрај домаќините учествуваа и лица со телесен инвалидитет од Хрватска, Босна и Херцеговина и од Албанија. Председателот на Сдруженијето Мобилност од Тетово и Гостивар, Велибор Јакимовски, за О2 вели дека се трудат ваквите средби да зачестат, со цел членовите на Сдруженијата да разменуваат мислења за заедничките проблеми. Основната цел ни беше да ги соберем младите лица, да се видиме, да размениме искуства, да размениме идеи, можности и да возможиме понатамошни соработка. Координаторите, поточно водичите на групите, задоволни од дружбата и престојот во Охрид. Тие се сложуваат дека овие средби треба да се почести. Кој е начин живота, рецимо Босни, кој Ова е меѓусебно запознавање, разменување на искуства и на кој начин живеат лицата со инвалидитет во Босна и Херцеговина, Хрватска, Албанија и Македонија. Ова е навистина еден добар проект кој јас во секој случај го поддржувам и апелирам и понатаму да се продолжи со ваквите активности. Из перспективе Ние сме младинска организација која делува на локално ниво. Ние се обидуваме со своето искуство да покажеме каква е праксата на локално ниво на заедницата во Загреб, како се однесуваме кон лицата со инвалидитет, како можеме да им помогнеме со своите закони, со своите идеи. Како можеме од перспектива на 18 годишници па нагоре да видиме колку во овие држави, Албанија, Македонија и Босна и Херцеговина, имаме слични ставови. Пријатно сме изненадени од вашата голема љубезност и како нас не пречекавте. Кога би направила една ретроспектива, можам да кажам дека тука се ни се погоди. И времето и градот се прекрасни. Едноставно целата организација беше одлично подготвена. Што не на оваму сега ќе њефтино ако имаме шум персона. Исто така ни се даде можност да запознаеме и други луѓе со посебни потреби и да сватиме дека и тие се луѓе, и тие имаат љубов, семејство, и тие се способни за живот.
Во иднината се надеваме дека свеста на граѓаните ќе се искачи на едно повисоко ниво кога се во прашање овие лица со телесен инвалидитет и дека како такви ќе ги примиме во секојдневниот живот и заедницата во која живееме. Инаку, Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија, Мобилност Македонија, е формиран 1986 година како национална инвалидска организација на лица со телесен инвалидитет на Македонија, која има за задача да ги представува и застапува лицата со телесен инвалидитет и нивните интереси во комуникација со државните органи во Република Македонија, како и на меѓународно ниво. Регионалниот центар Запад поднесе кривична пријава против ЛЛ-40 од село Радолишта, Струшко, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело криумчарење. На 21.1.2015 година во 9:30 часот од страна на полициски службеници при полициската станица кај Франгово на локалниот пат Струга Радожда, при контрола и преглед на патничко моторно возило марка Мерцедес 190 со струшки регистарски ознаки, собственост и управувано од пријавеното лице. На предното седиште од совозачот пронајдени се 3 најлонски кеси со риба пастрмка, односно 38 парчиња со вкупна тежина од околу 20 килограми, за која пријавениот не поседувал соодветна документација од каде истата е набавена. Во периодот на раководењето на СДСМ со локалната самоуправа, кога станува збор за инвестирање и обнова на детската градинка Јасна Ристеска, направени преземени се сите неопходни активности, стои во денешната реакција на општинската организација на СДСМ Охрид по вчерашниот демант на директорката на детската градинка. Оттаму додаваат дека реакцијата е само да се потсети и директорката и јавноста што се е направено во тој период и дека вчерашните обвинувања ништо не се направило се малициозни и претенциозни. Реакција на општинската организација СДСМ Охрид по вчерашниот демант на директорката на детската градинка Јасна Ристеска Розе Костоска. Обвинувањата кои директорката ги упати до нас беа дека ништо не било направено од претходната локална власт во градинката, се неосновани и претенциозни, истакнуваат од СДСМ. Оттаму додаваат дека доколку директорката има кратко паметење како еден од тогашните кадри во истата оваа институција, да ја потсетиме не само неа, туку и јавноста што се е направено во тој период на претходната локална власт. Извршена е доградба на објектот Централна со површина од околу 500 метри квадратни. Извршени се сите молирски активности, извршена е доопрема со катчиња и дидактички материјал за сите занимални. Набавени се парни котли, инсталирани се домофони. Извршена е реконструкција на покриви и санитарни јазли. Набавени се возила за транспорт, а извршена е набавка и на техничка опрема. ТВ приемник за секоја занимална и сала од објект, DVD плеер за секоја занимална и сала од објект, 8 компјутери за администрација, 3 принтери, фотокопирка, скенер, камера, прожектор, платно за проекција, лаптоп, 5 фотоапарати и озвучување. Исто така набавени се и апарати за одржување, додаваат од општинската организација СДСМ Охрид. Сето наведено е само дел од покрупните инвестиции прикажано за сите објекти во општинската установа детската градинка Јасна Ристеска во периодот на раководењето на СДСМ, потенцираат во реакцијата од општинската организација. Ракометните селекции кои обезбедија пласман во четвртфиналето на светското првенство во Катар денеска имаат слободен ден. Во НБА лигата 4 победи за домакините, вкупно 5 одиграни надпревари. Во одба за деталите од НБА лигата после информациите од отвореното првенство Австралија Опен во кое се познати првите полуфинални двојки. Еден од најдобрите тенисери на сите времења, Рафаел Надал, утринава доживеа еден од потешките порази во неговата кариера. Надал беше совладан од чехот Бердих со 3:0 во сетови, што е само четврти пат шпанецот на еден Гранд Слем турнир да загуби со овој резултат. Надал досега во својата кариера има одиграно 217 официјални надпревари, на кои има забележано 191 победа и 26 порази. Вториот играч кој обезбеди пласман во полуфиналето е британецот Енди Мареј, кој исто така како и Бердих со 3:0 го совлада младиот домашен тенисер Ник Киргиос. Мареј ќе се обиде да стигне до финалето преку чехот Бердих во полуфиналниот надпревар кој ќе го одиграат овај четврток.
Кај дамите русинката Макарова лесно стигна до победата, совладувајќи романката Халеб со 2:0 во сетови, а во дербито на симпатичните Шарапова и Бушар, русинката со 4 брејка обезбеди пласман во полуфиналето, каде ќе игра против сонародничката Макарова. Синоќа во НБА лигата се одигра 5 надпревари, а домаќините славеа на 4 од средбите. Единствената екипа која славеше како гостина е екипата на Бостон Селтикс. Тие на гостувањето во Солт Лейк Сити постигнаа 9 поени повеќе од домаќинот Јута Джез, а со тоа запишаа и 16-тата победа сезонава. Најголемиот придонес за победата на Бостон дојде од клупата, каде Принц постигна највисоки 19 поени за својот тим, а реализираше и 5 асистенции за 30-минутниот настап. Вториот најефикасен играч во бостонскиот тим беше Тајлер Залер, кој исто како и Принц надпреварот го започна од клупата, а постигна 14 поени и 7 скока. Кај домаќините, а воено и на надпреварот најпрецизен беше Гордон Хајвард со 26 постигнати поени, 6 скока и 3 украдени топки, а беше пратен од Енес Кантер кој реализираше 20 поени, 6 скока, пред да биде исклучен од надпреварот. Мечот заврши со резултат од 90:99. Екипите на Денвер и Лос Анџелес Лейкерс го одиграа најефикасниот надпревар синоќа во Стейплс центарот, каде постигнаа вкупно 200 поени. Лос Анџелес Клиперс беше екипата која се радуваше на крајот од надпреварот, постигнувајќи 102 поени наспроти 98 на Денвер. Најефикасен на надпреварот беше Джамал Крафорд од редовите на Клиперси, кој во игра влезе од клупата, а постигна 23 поени, на кој додаде 4 скока и 3 асистенци. Вториот играч од редовите на Клиперси кој имаше одличен настап е Мет Барнс, постигнувајќи 18 поени за 33 минути поминати на паркетот. Кај поразените Денвер, Тај Лавсон постигна дабл-дабл со реализирани 19 поени и 11 асистенци, а вториот играч со ваков учинок беше Вилсон Чендлер со 18 постигнати поени и 10 скока. На останатите 3 надпревари се постигнаа следниве резултати: Мемфис Орландо 103-94, Њу Орлеанс Филаделфија 99-74 и Оклахома Минесота 92-84. Циклонот Давид доаѓа кон Македонија и истиот носи вистинско невреме. Во среда во Македонија ќе биде претежно облачно. Услови за слаби локални врнежи од снег ќе има во западните и југозападните предели. Во вечерните часови постојат услови врнежите да се прошират и во централните и јужните предели. Во дневникот на О2 следува О2 метео. Почитувани, го следевте вториот дневник на О2 телевизија. Ви благодариме на вниманието и имајте пријатна вечер.